Во 8 европски надпревари досега Металург се уште нема за полн погодок. Билансот во овој период, од како пред 3 сезони дебитираше на евросцената, му е 4 нерешени резултати и 4 порази. Што значи примарната цел во вечерашното соочување со стариот познаник од Азербејџан на арената Филип II ќе биде остарување на дебитантскиот триумф на евросцената. За таа цел Срđan Захариевски, домашниот тренер, предводникот од клупата на металурзите, вечерва со исклучително млада постава меѓу почетните 11. За екипата на Металург денеска ќе брани Ефремов. Во одбраната ќе бидат Ѓорѓиевски, Митрев, Митревски и Јамчевски. Пред нив Далчевски и Стевановиќ како последни играчи за врска, Игњатов, зад единствениот класичен шпиц, Симоновски, странични напаѓачи Радески и Пеев. Тоа е изборот на Срđan Захариевски. За Карабах пак предводникот на овој азербејџански состав Курбан Курбанов се реши за Варводич на голот, потоа Медведев, Тели, Садихов и Јаголи во дефанзивната линија, Гардеев и Муарем, тоа е македонски интернационалец, последни играчи за врска, бразилецот Рейналдо зад Гелашвили, кој е класичен напаѓач, и странично Надиров и Алмеида. Значи двата стратега се решија за идентични формации 4-2-3-1. Точно пред 3 години и 1 ден, овие два тима првпат се судрија меѓу себе на Тофик Байрамов стадионот во Баку, во главниот град на Азербејџан, и тогаш во првото предколо од Лига Европа, во дебитантскиот настап на Металург на европската сцена. Карабах триумфираше тогаш на домашен терен со убедливи 4-1. Високиот пораз на гостувањето во Азербејџан беше преголем залак за металурзите, кои во возвратната средба одиграна една недела подоцна во Скопје, на истиот овој објект, на 8 јули таа 2010 ремизираше нашиот состав играјќи 1-1 и така неславно, резултатски неуспешно го имаше првиот настап во клубската кариера на европската сцена. Од друга страна пак Карабах е веќе 10 сезони во Еврокуповите, 6 пати во УЕФА Европа лигата, 2 пати во КПК и еднаш во Интертото купот. Вкупно 34 надпревари, 11 победи, 8 нерешени средби, 15 порази, гол разлика 32 дадени, 58 примени пободоци, но во УЕФА надпреварувањето, значи во купот на УЕФА или пак во Лигата на Европа, екипата на Карабах има позитивен биланс, 10 победи, 7 нерешени и 9 загубени. Наш македонец Муарем, фудбалерот со број 10, поранешниот играч на Работнички, токму тој има топката, појаве проигрување за Рейналдо. Опасно може да биде удар, Габашвили, интервенција на Ефремов. Ета имаше подобри решенија, првично уште Радески кога се најде со топката на 20 на 25 метри од голот на Варводич, и при тоа имаше тројца фудбалери на Металург распоредени. Еве шут, биеше Бојан Ѓорѓиевски. За потегот фудбалерите на Металург, еве го сега Муарем. Гелешвили прави потек, шут на Гелешвили, интервенција уште еднаш на Ефремов. Добра топка во празно. Еве простор удар, интервенција на Варводич, продолжува акцијата. Корнер. И еве сега контра на противникот Гелашвили во 16-тникот. Може да биде опасно. Повратна, Надиров промашува добре. Јусипов ќе го заземе местото на Алмида како последен играч за врска, заедно со Гардеев, а напред ќе оди противникот. Еве шанса за Карабах, останува 0-0. 50-та минута од надпреварот. Митревски, убав шут, пречка! Беспрекорно изведен слободен удар на Митревски, измами, аплаузи, најубав потек до сега на надпреварот. Нешто најконкретно, најопасно што создадоа фудбалерите на Металург. Штета. Садихов. Длабочинско додавање, голема шанса, брани уште еднаш Ефремов, одбиена топка до Рейналдо. Системот останува ист. Рейналдо.
Алмида, удар на Алмида во стативата, одбиена топка 1-0 Рейналдо. Водство на фудбалерите на Карабах. Погодок по 20 на минути игра во вториот дел, по-конкретно 64-та минута од средбата. Имаше среќа во прв момент Ефремов да се одбие топката по шутот на Алмеида од стативата, но не и во продолжение кога дојде до другиот бразилец Рейналдо и погодок за водство на Карабах со 1:0. Рейналдо лани даде 2 гола на 8 меча за Карабах. Ја почна кариерата во Наутико, 5 дуела одигра за Андерлехт по преселбата во Европа, па беше поземен во Бриж и во Вестерело. А ја тука е секако и стоперот Садихов. Па и Јусифов. Еве шанса сега уште еднаш за Рейналдо, промашува овој пат. Азербејџанските екипи ги играат над преварите токму на Тефик Бахрамов стадионот, кој што го носи името на азербејџанскиот арбитар од 60-тите години, славен во историјата на спортот затоа што го призна оној гол на Вембли во финалето на светското првенство меѓу Англија и Германија. Крај на надпреварот на арената Филип II во Скопје, триумф на Карабах против Металург со 1:0 со голот на Рейналдо во 64-та минута.